Добар ден и од мене започува уште едно ново издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за предизвиците и потешкотиите поврзани со процесот на доењето. Истражувањата покажуваат дека жените кои што имаат поддршка подолго дојат. Како почетокот да биде лесен, но и успешен, е прашањето кој што ќе го поставиме на денешната гостинка, тоа е Даница Ивановска-Лепоевич, психолог, советничка за доење, дула од женскиот центар Астарта. Добре ни дојде повторно во емисијата. Добро ве најдов. Женскиот центар Астарта спроведува една акција која што е насловена Донирај за доење. Ќе започнеме еве од тука зошто е важно да се донира и зошто во Македонија е потребен таков начин на финансирање на проектите кои што се поврзани со промоција и поддршка на доењето. Прво, вака проекти е многу така. Еве ќе поедноставиме една акција. Да, затоа што од нема што треба многу... да произлезат повеќе работилници кои што ќе бидат бесплатни всушност за жените кои што имаат потешкоти со доењето или пак трудниците кои што се подготвуваат и сакаат да дојат. Мислам, ова се поднасмевнав затоа што проекти е многу, мислам, навистина нема многу активности кои се многу јасни, јавни и видливи, кои го поддржуваат доењето, кои ги освестуваат жените за важноста на овој чин, на овој процес и општо целата јавност. Така да ние се одлучивме за еден ваков чекор во обид да собереме средства кои би ги намениле целосно за одржување, како што рековте, на едукативни работилници и на времено информирање со коректни и точни апдейтувани информации во врска за доењето на работилниците се наменети за жените, за бремените жени пред се од цела Македонија. Ние би сакале да ги организираме низ повеќе градови од државата во текот на цела наредна година. Зошто баш донирање? Зошто таков тип на собирање на средства? Неколку работи има. Едната и главна причина е тоа што кога се работи за доењето, организацијата, поединецот кој да е кој го спроведува тој проект, желба, идеја, мора да има многу голем кредибилитет. Затоа што со поддршката на доењето во светот е поврзан еден меѓународен код за маркетинг и рекламирање на супститути на мајчино млеко, кој е многу строг всушност, кој не дозволува на било кој начин на жените да им се подметнат информации кои може да ги одбијат од доењето или информации кои ќе им понудат друга алтернатива без да се истрошат прво сите други опции. Значи вештачко млеко, цуцли, шишиња, се она кое што бебето би го намалило, би го отежнало процесот на доење и во крајна една линија би го прекинало. Така да наоѓањето на пари, како што рековте, финансиски средства за една ваква акција која треба да биде многу транспарентна, многу чиста и целосно да одговори на вистинската нејзина цел, значи на вистина да го промовира и поддржи доењето, оди многу тешко во суштина. Од друга страна, забележавме дека мајките, жените кои веќе имале некакво искуство со нас, со нашата помош, со било како советнички за доење, мојата и на колешката, или општо поминале низ програмите на Женскиот центар Астарта и ја увиделе потребата и важноста да таа помош стигне и до други жени, се навистина расположени да најдат и да дадат свој допринос на некој начин. Некои волонтираат, некои помагаат, некои еве ова е еден од начините да тоа се направи. И свативме дека оној момент од граѓаните за граѓаните навистина всушност функционира и го прави нештото многу поопипливо, многу поблиско и многу поважно за нив. Така, многу е важно жените да добијат корисни, односно точни информации поврзани со доењето, бидејќи погрешните информации се оние всушност кои што многу неретко ги оддалечуваат и создаваат проблеми. Еве некои жени сметаат дека не може да дојат доколку дојките им се премногу мали. Или пак веруваат дека нивното млеко не е доволно квалитетно. Колку често сите овие неточни информации создаваат недоверба кај мајката и таа се повлекува и оди по една сигурна варијанта. Ке дадам шиша со млеко, барем ке знам колку испило детето. Многу често. Навистина многу често. Мене ми е онака тешко да зборувам на оваа тема, онака најискрено, најотворено, затоа што е многу тешко. Многу голем бројот на жени кои се несигурни, многу е голем бројот на жените кои не знаат всушност, кои и тоа што го знаат го собрале некаде на интернет или им го кажала нивната мајка, баба, тетка со најдобра намера, но тоа се веќе информации кои важеле пред
не важеле ни тогаш до душа, ама биле актуелни пред 40 години. И е многу, навистина многу жално, многу мачно и многу тешко да ја слушате жената која се мачи со доењето, која сака да го обезбеди најдоброто за своето бебе, која мине ни сите трауми, ни сите потешкоти за да биде добра мајка, да се чувствува како добра мајка и нештата не успеваат. Некогаш е потребно само малку да се потрунат и во најголем број од случаите всушност не се работи за некој сериозен проблем. Се работи за некаква мала насока, малку повеќе издржливост и на многу доверба во мајката која она ќе ја прими и ќе интериоризира како своја. За таа да се оснажи и да издржи во процесот на воспоставување на доењето. Па потоа следи друга замка, кога малку понатаму се убедува мајката, ако го надминеме проблемот нели со големите, малите гради, вовлечените брадавици и така натаму, после следи моментот дека мајката нема млеко, дека млекото на мајката е слабо, дека го изгубила млекото преку ноќ ради стрес. Дека третиот, четвртиот месец омекнуваат градите и тука всушност е таа замка. Тој е клучен момент кога недовербата е голема и посегнуваат по вештачко млеко. Да, само треба да им се каже дека всушност тогаш веќе лактацијата се воспоставила и дека всушност се е во ред. Само треба да се опуштат и да го слушаат бебето и себе, а не да им се буквално да им се подметне друга приказна. Дури и со една едноставна реченица, таа приказна се всадува во умот на мајката и од тука потоа се развиваат многу прашалници, многу сомнежи, многу чувство на вина, дека не прави најдобро што може. Би им дала тука простори на гледачите да се вклучат со нивни прашања на 3076-677, тој е телефонскиот број на телевизија Телма. Денешната тема е поврзана со доењето. Можете да се вклучите во програма доколку имате некаков проблем, некаква дилема, некаква потешкотија со воспоставување на процесот на доење или пак доколку сте трудница, имате некое прашање поврзано со она што ќе следува откако ќе се породите, слободно можете да се јавите. Денеска во студиото имаме советничка за доење. Данице може да ни објасните што е тоа советник за доење, дали станува збор за медицинско лице, каква обука имаат советничките, колку за доење, колку советнички за доење има во Македонија? Две. Во Македонија има две советнички за доење. Јас и колешката Анастазија Терзиева Илиева. Ние нашата обука ја поминавме во Хрватското здружение Рода, родители у акцију, кој веќе 15 години работи на советување на доењето и подигање на свеста во Хрватска и помага често на околните пред се држави во истиот тој процес. Ние поминавме обука од година и неколку месеци, континуирана, која значеше постојано да се биде онлайн, постојано да се одговара на прашања, постојано да се истражуваат нови материјали, потоа имавме и средба, тет-а-тет со нашите менторки, со останатите колешки од истата генерација. Се полага испит, се продолжува со практично советување во некои групи и така натаму. Тоа е доста сеопфатен и многу процес кој многу бара, затоа што и потоа одговорноста е многу голема. Значи, мора да се знаат работите од една страна, од друга страна мора да се има сенсот за работа со луѓе. Имаме гледачна линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Во програма сте. Дали гледачката имаме, односно гледачот го имаме на линија? Да, добар ден. Дали може гледачот да се вклучи во програма или да продолжиме со прашање? Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Конечно да успееме да се слушнеме. Кој ни се јавува? Мајка сум на 18 месечно дете веќе. Така. Кое што си уште го дојам. Би сакала да ви ја поздравам темава пред се, затоа што навистина доењето е. Јас како видов цел факултет да завршиме. Така, точно, во право сте. Соочив на почетокот со сите овие проблеми, несигурности и сватив дека е потребна само многу трпеливост. Меѓутоа проблемот ми е сега кон крајот на доеничкиот стаж. Така. Детето е премногу приврзано. Она сега цица повеќе отколку што беше новороденче. Веќе тргна во градинка овој месец, не знам како работи, како е име психологијава сега да се одбие од цицање. Она е премногу приврзана. Така. Многу лошо реагира ако не ги дадам да цица. Не знам, сметам дека е веќе голема за
треба веќе да почнеме со процесот на одбивање. Така, како што некогаш може да биде проблематичен почетокот на доењето, исто така може да биде проблематично одбивањето. Трауми, а веќе е напорно пред се за мене, се понервозна станувам. Така. Сакам да го дадам најдоброто, меѓутоа сметам дека веќе треба полека да се одвикнува, а она се позависно станува. Така. Па ме интересира советот докторката што би советувала, кој е најдобар начин и пристап да пристапам кон истиот проблем. Кон одбивањето, доењето. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Повелете, Даница. Еден од митовите кој што исто е многу присутен, спомна гледачката, тоа е изненаденоста дека бебето, детето веќе како расте или кон крајот на доенечкиот стаж, знае да цица и многу повеќе отколку на почетокот. Се претпоставува дека како децата влада и мислење дека бебињата како растат, всушност се намалува бројот на подои и они многу помалку ќе бидат на дојка отколку кога биле помалечки, што во основа воопшто не е точно. Напротив, обратно. Сите што поминале низ тоа знаат дека е обратно. Да, затоа што понатаму они бебињата прават она цицни малку, па направи си пауза, па повторно врати се и така натаму. Треба да се најде модусот. Секој бебе и секоја мајка треба да бидат свесни прво дека они се и двете страни активни чинители, дека колку учествува бебето, толку учествува и мајката во тој процес. И не смеат да трпат притисок од околината дека сега треба да се прекине и тоа е крајниот момент. Треба да решат и едниот и другиот. Треба и мајката и бебето да бидат спремни. Не може ништо да оди насила. Во овој случај мајката е навистина решена веќе дека имаат сосема солиден година и пол доенечки стаж, прекрасно, прекрасно време поминато заедно. Бара многу трпение, бара да се види кои се моментите кога детето сака да биде покрај мајката, да мајката размисли да види што може во тие моменти да направи. Понекогаш помага одвлекување на вниманието. Значи, иде периодот за доење, мајката ќе го заигра детето, ќе го изнесе надвор, ќе му понуди нова играчка, ќе му понуди да јаде, или друг момент кој помага исто така да таа не биде дома, или да биде некаде зафатена, па со бебето да биде, со детето да биде некој друг присутен, па бебето го прерипа и тој подој на некој начин, но мора да се внимава на моментот во кој бебето таа врзаност не смее да се прекине. Че детето мора да свати дека мајката неговите потреби за нежност може да ги задоволи на други начини. Значи многу гушкање, многу време поминато заедно, многу бакнување, многу внимание, посветување, да оно свати дека нема да ја изгуби љубовта всушност. Друг момент е укинувањето на ноќните подои. Сега не знам каков е случајот тука, но предпоставувам дека детето често се буди и ноќе. И обично, и покрај препораките кои најчесто ги добиваат мајките да ги укинат ноќните подои први, со што настанува проблемот на 4-тиот месец, што го спомнавте пред малку, тоа важи и за крајот. Оставете го бебето со ноќните подои и укинете ги последни. Знам дека е макотрпно. Знам дека сакате да бидете наспани наредното утро. Спиите заедно, ако тоа олеснува. Или имајте некој да ви го подава детето. Значи, барете начини да целиот процес помине помирно. Но обично тоа останува за последно. Така, значи ноќните подои на крај. Имаме уште еден гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вас и до гостинката. Благодарам. Имам едно прашање, значи се работи за бебенце месец и пол. Од почетокот почнавме со доење, но имам болки премногу и моментално сме на одмолзување со пумпа и така го давам мајчиното млеко. И тоа што спомна гостинката, значи полесно ми е, можам да видам колку ќе истица бебето и знам дека е најадено. Некој совет, препорака, значи како да се вратиме на доење. На доење, така. Ви благодарам што се јавивте, што се вклучивте во програма. И ова е една многу честа ситуација. Да, добро е што мајката го одржува лактацијата со измолзување, упорно. Сега, многу болеше, предпоставувам само дека се работело за рагади и за проблематични брадавици. Значи, од тука прво мора да се тргне. Проблемот бил во фатот на бебето. Бебето не е добро поставено на дојка. Значи, мора да се коригира фатот и бебето убаво да е фати дојката. Рагади се појавуваат од таа причина, нема друго. Што и да направиме, се дека не се коригира фатот, бебето ќе ја повредува брадавицата. Понатаму, сега бебето веќе е целосно одвоено, предпоставувам, од дојката, покажувањето. Прашањето е како го прима млекото, дури да е измолзено. Дали го добива на шише или на некој друг начин.
Најтопла препорака е шишето да се тргне, затоа што се додека има шише, бебето многу тешко ќе ја прифати брадавицата. Но да нема заблуда, ова се само оквирни напомени за поконкретно нешто. Ја би ја замолила гледачката или да ни пише или да се јави во старта, затоа што ова е веќе многу поширока проблематика, ама еве да ги таргетираме можните решенија. Треба да се тргне шишето, млекото треба да се дава со шприц. Мајките се чуни како сега на шприц. И се плаша да го дадат со шприц. Многу едноставно. Да не дојде преголема количина да Бебето се става на нозе пред нас, да си лежи малку подигнато главчето на колената. Во десната рака го држиме шприцот, левата рака со ноктето, прстиот, малиот прст со ноктето од долната страна се поставува во устата на бебето како замена за брадавицата и од страна се укапува во аголот на устата млекото во ритмот на цицање. Многу едноставен процес, може да спаси многу. Мајката мора да ја засили лактација, значи мора да го става бебето на дојка, колку може почесто. Треба да се тргнат настрана, да се обезбедат соба, атмосфера само за себе. Таа треба да се опушти за да може млекото слободно да тече, а да се стимулира со цицањето на бебето и дополнително со измолзување. Значи додека во овој период она мора да се измолзува на отприлика 2 до 3 часа редовно за да не стивне создавањето на млекото. Дали тоа значи навечер дека треба да се измолзува? Да, треба да станува и ноќе. Значи она треба да го следи ритмот кој бебето регуларно би го имало. За да не се изгуби лактацијата. Имаме прашање од уште еден гледач да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вашата гостинка и сите пофалби за вашата емисија. Ви благодарам. Би сакала да ја прашам гостинката, јас сум мајка на месец и пол месечно бебенце. Така. Значи колку долго треба да траат подоите и дали важи тоа хранливо, нехранливо млеко што сите го зборуваат? Така. Одлично прашање. И ова исто е една дилема на родителите, дали треба да дојат по часовник, колку време да трае. И колку често треба да го подојуваме детето, затоа што дедињата знаат и многу често да се сакаат да си седат. И по цел ден, што се вика. И по цел ден, да. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Она правило бебето цица кога сака, каде сака и колку сака, всушност. Тоа е правило за одржување на ексклузивно доење, значи бебе кој е само на мајчино млеко. Нема правило за тоа колку треба да траат подоите. На почетокот тие знаат да траат и по 20, по 40 минути и бебето да биде постојано на дојка. Што е сосема нормално. Мајката мора да го запомни тоа. Тоа е сосема нормално и всушност препорачано за да бебето добива онолку млеко колку што му е потребно и плюс да го стимулира телото на мајката да создава повеќе, секој ден се повеќе и повеќе за да одговори на растечките потреби на самото бебе. Подоите мора да бидат на саат и пол до 2, најмногу, и тоа почнувајќи од моментот на доењето на подојот до наредниот момент на почнување на подојот. Не од крај на подој до почеток на подој, него од почеток до почеток на подој се рачунаат час и пол до 2 часа растојание. Се што е повеќе од тоа, рачунете дека бебето е веќе прегладнето. И тука се отвара еден друг круг проблематичен. Треба, она што е особено важно е да мајката биде сигурна дека бебето ефикасно цица. Оно може после тоа е тоа ненутритивно цицање, да остане на дојката, да ја стимулира брадавицата, со тоа да го стимулира мозокот да создава млеко. И тоа не треба да му сеускратува, затоа не треба да се дава цуцла лажалка. Него бебето тој импулс да го задоволи на дојка, но мора да биде сигурна дека бебето ефикасно цица, дека исцицува добро, дека голта. И после тоа може да го остави да оно си поигра, што се вика, се додека не ги разранува брадавиците секако, но овој дел е многу важен. Дали имаме време? Да, имале време да го вклучиме и последниот гледач за денеска. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав за емисијата. Благодарам. Супер емисија, значи се супер савети, ми помогна мене многу додека бевме по почетоците на дањето со Баш ми е драго кога ќе слушнам нешто вакво. Моментално сме 9 месеци. Значи, јас претходно гледачката постави прашање што сакам да го поставам. Со мојата ситуација сакам да ја охрабрам мајките да бидат многу упорни во доењето. Значи, јас со 2 месеци со мојата ќеркичка сме на доење на една града. Браво. Со тоа што ја одржувам лактацијата, како што кажа докторката, дека често ставав само на едната града, бидејќи на другата и таја не сакаше да цица. Бев упорна, значи, иако таа не кеше, јас бев упорна, ставав на едната града. Видов дека не сака, се мачи бебето,
продолжи, значи, од едната града каде што ќефичката сакаше. До 9 месеци еве сме на само на доаѓање на една града, значи бебето е насицано и навечер и дење и значи сакам да кажам дека само треба да се упорни мајките. Јас имав секакви совети во наводници од баби, од тетки и слично, дека бебето е гладно, дека како може од една града да му биде доволно и слично. Меѓутоа, можно е. Сакам само да ги охрабрам мајките да останат на доање, значи нема нешто поздраво од бебето. Ви благодарам за оваа мотивирачка приказна што се вклучивте во програма и им објаснивте на мајките кои што дојат дека с упорност се постигнува. И само еве сосема на крај, оние кои што се заинтересирани да донираат за доање, која сума треба да ја дадат, кој е минимумот и на кој телефонски број може да донираат? Постојат два начина за донирање. Едниот е со директна уплата на жиросметка на старта. Сите информации може да ги најдат кај нас на страницата. Тука минимумот пожелно се, никој не го ограничуваме, но сме пресметале нешто, велиме 400 денари за жена. Значи за учество на работилница. Постојат и донаторски броеви. 070 143 404 и 143 468, тоа е за ВИП. Тоа е за ВИП, првиот е за Телеком, двата оператора не излегува во пресред, со кој што со повик се донира 100 денари. Може уште едно само едно кратко берање. Затоа што после овие, паралелно на овие активности следат и други. Една од нив е собирање на доенечки приказни на мајки, со нивните конкретни искуства, со на што поминале, кои совети ги добивале, како реагирале, дали и колку успешно се избориле. Јас би сакала да ги замолам гледачките да ни ги испраќаат, затоа што таквите информации се еден од сегментите кои може да ни овозможат да ја добиеме во еден истражувачки процес, еден дел од битните информации за тоа каква е вистински состојбата со доењето во Македонија. Така да еве како еден апел, освен за донирањето, да ги испраќаат и нивните доенечки приказни. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Јас еве на гледачите ќе им порачам да донираат за доење, бидејќи на таков начин може да им помогнат на мајките успешно да ја воспостават оваа доеничка приказна со нивното бебе. Пријатно.